Нема причина да се прави модел, односно да се враќа модел кој претходно бил надминат заради тоа што бил лош. Значи, Државната изборна комисија претходно беше окупирана само од партиски војници, како што слушнавме и како што дознавме, како што се докажа, а потоа беше реформирано неуспешно повторно, бидејќи оние кои беа од политичките партии повторно ја тераа партиската агенда, независните експерти и не излегува баш најнезависни, а воедно видовме едно флагрантно, грубо кршење на гласачкото право, односно Државната изборна комисија во изминатите два изборни циклуса беше онаа институција која наместо да ги брани гласачките права, беше токму онаа институција која ги кршеше гласачките права, почнувајќи од она што се случуваше со избирачкиот список, завршувајќи со приговорите и жалбите и сите други проблеми кои го придружуваа ова тело, ова највисоко тело за изборите. Понатаму, сметам дека е алармантно тоа што повторно гледаме политички разговори меѓу лидери на партии, наместо да се погледне она суштинска потреба и да се усогласи со уставните и со законските одредби. Таму каде што законските одредби го кршат уставот или пак не се во синхронизација со стандардите потребни за да можеме да имаме демократска земја, тие треба да се променат и да се усогласат. Ние во овој момент гледаме една ситуација во која што повторно партиски лидери разговараат на одредена тема и за да се одобровали едниот партиски лидер, кој е инаку лидер на една партија за која 11 години го кршеше уставот, законот, спроведуваше нерегуларни избори, изборни кражби, насилство, структурно насилство, корупција и така натаму, сега имаме ситуација во која премиерот го одоброволува тој партиски лидер и му дава отстапки кои се едноставно неприфатливи. Гледаме некои решенија кои се на повидок, кои едноставно немаат никаква допирна точка со она што ние го очекуваме како јавност, како општество, за да се обезбедат слободни избори. Навистина слободни избори. Значи имаме ситуација во која Државната изборна комисија покажува дека е склона кон политизација, склона е кон корупција, склона е кон злоупотреби на јавните пари, склона е кон тоа да троши пари за патни трошоци колку што се доволни за да се отиде до месечината и назад. А исто така имаме и ситуација во која гласачкото право е сериозно загрозено и целиот изборен процес е сериозно загрозен, меѓутоа таквите прашања се решаваат во разговор меѓу двајца лидери. Тоа не може да биде добро решение. Понатаму, се зборува и за решение во кое 6 месеци пред изборниот процес ќе биде назначена Државна изборна комисија со представници од политичките партии. Тоа е исто така неприфатливо, тоа е ставање пред свршен чин. Што ако тоа решение се покаже како неуспешно? Вие не ќе можете да го менувате, бидејќи според стандардите 6 месеци пред избори не можете да менувате ништо. И повторно ќе имаме ситуација во која јавноста, гласачите, граѓанките и граѓаните се ставаат пред свршен чин со партиски солдати, бидејќи никој не ни гарантира дека тие нема да ги слушаат партиските лидерства, партиските кујни, и дека нема да спроведуваат политики кои се спротивни на интересите на граѓанките и граѓаните, спротивни на помалите заедници, помалите политички партии, помалите иницијативи. И повторно имаме ситуација во која изборниот процес уште во овој момент со ваквите разговори се доведува во сериозно прашање. А кои се препораките на Цивил за оваа ситуација? Цивил Центар за слобода веќе со години наназад препорачува дека Државната изборна комисија треба да се професионализира. Партиите треба да излезат од Државната изборна комисија. Во моментов во стручните служби има фантастични професионалци кои можат да го водат ова тело без никаков проблем, без интерференца од политичките партии. Во овој момент Државната изборна комисија располага со ресурси и со човечки капацитет да може да продолжи со реформите кои се многу важни. Исто така, свесни сме, знаеме за процесот во Министерство за правда. Цивил неодамна достави и препораки и таму, како и до јавноста, преку нашата публикација Слободни избори, научени лекции.
Тоа се се компоненти кои треба да придонесат кон подобри услови за спроведување слободни избори. Во доменот на Државната изборна комисија, Цивил Центар за слобода препорачува дека тоа треба да биде професионално тело, не мора да бидат 9 членови, тоа е и големо и робусно е и нели што повеќе толку повеќе, што повеќе луѓе толку повеќе можности за корупција, меѓутоа тоа треба да е помало и професионално тело кое ќе се занимава со словото на законот, со уставното право на граѓанките и граѓаните да имаат право на глас, за државата да обезбеди максимални услови за слободно гласање. Тоа е улогата на Државната изборна комисија, не е клуб на партиски завадени представници и војници.